Светот е направен од бридж, светот е систем од жилети. Без мене во него ќе се исечеш за 3 секунди. Ти ме лаеш, ама не касаш. Зашто јас ти го одредувам аголот на отстапување. Се додека сум јас тука, ти остануваш таму. Јас сум твојата платена опозиција. Ти ме лаеш, ама не касаш. Јас сум истовремено ја осудуваш на смрт и бараш помилување од мене. На вашата логика, на вашиот разум и на вашите силогизми. Се е театар. Подобро глуми, оној кој подобро лаже. Јакове, ода ќе ти се освети. Да, се разбира. Па ти не знаеш што правиш, што зборува. А вие, госпоđо, знаете ли вие што зборувате и што правите, а? Знаете ли, например, зошто сте жива? Како ме прашуваш зошто сум жива? Со кое право ме А прашуваш? со кое право вие не знаете да одговорите? Сте начукале 55 години во газ, а не знаете зошто сте жива? Момче, Седи! Никогаш тоа не ви паднало на дели. Секогаш излевале некои поважни работи. Смислете одговор. Овде и сега. Што сакаш? Зошто сум жива? Да! Па сум живеела за уметноста. И вие? Да, сум живеела за убавото, за музиката, за театарот. Кој бе ви дал такво право, а? Мислите секој смее да ги сака театарот и уметноста, али? Нели? Сите сега ќе ги сакаме театарот и уметноста. Тоа треба се заслужи. Вие си играте култура. Мислите таму има најмалку обврски. Мавај, удри, село без кучиња. Јакове, само поле. Реков, седи доле. Ако сега, госпоđo, биде крај на светот и само вие останете жива, а дојдат некои мали зелени, какво искуство ќе им пренесете, а? За која уметност ќе им говорите? Ајде, госпоđo, слушам. Госпоđo, ајде, немаме многу време, уште многу работа. Што сака? Теска, бре, рецитација, било што. Па не знам ништо. Не е возможно. Не е возможно, цел живот мажот ви ве влечка по култура. Не се сеќавате на некоја песна што сте ја учеле во училиште? Еве, ја знаете ли песната Аф Шарко лае? Госпоđo, вас се прашувам, ја знаете ли песната Аф Шарко лае? Ајде, пејте ја! Пејте ја! Аф, Шарко лае. И? Само толку. Зашега не знае. Знаете само еден стих. Не е возможно. Луѓе мој, Боже, сведок си ми. Театар, велите, а? Каков театар? Каков театар? Зошто театар, другар Божо? Затворете ги театарот, домовите на култура, училиштата, се! Што ке ни е намбре жабија потковица. Нема веќе култура, нема театар. Сега ќе ги излупиме нашите лажни глазури и ќе се сведеме на нашето неделиво јадро. На она што ќе остане од нас, ако остане нешто. Ако не остане ништо, ќе смислиме нешто ново. Ајде, Христина, ајде. Ајде! Трчајте! Трчајте! Каде? Во место. Зошто? Да се испотите. Дисциплинска мера. Ајде, нешто нејасно? Ајде, трчајте! Побрзо, 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 побрзо! Ајде, побрзо, побрзо! Абе, што се случува, бе? Еве, уште еден специјален уметник кој не знае што се случува. Чекай малку, чекай. Каква ти е бре ова паравојна униформа? Јас сум аматер, подобранец. Те предвидов во драмава во униформа, но не знаев дека животот толку ќе ја надмене уметност. Каква драма? Каков живот? Го заврши епот? Работа. Цел живот работи и пишува еп за човештвото од пред историјата до денес. Илијада ќе му биде пролог. Има напишано 24 стиха. Најдобро ќе биде никогаш да не го завршиш.
Постојано да си останеш млад и надежен. Зошто да се избрзуваш? Ништо не се чу. Тоа веќе утврдив. Пред некој ден дојде Јаков дома кај мене навечер. Гледав телевизија. Го прашав што сака, молчеше. Потоа стана, ме погледна и рече: гледаш телевизија? И отиде. Мајка ми се вознемери, не можех да ја објаснам што се случи. Сега, кажи ми, драг мој колега, зошто толку многу се пикаше до мене додека студиравме заедно? Ајде, Душо, пеј. Абе, ме вика, ме прашуваа за тебе. Ништо не измислував, им кажував тоа што знаем. И онака веќе се знае, не сум ти јас миловен за ништо. Кој знае се? Тие, Господјо. А тие не се именуваат. Не споменувај го залудно името Божјо. Што знае? Госпожо, Рашке! Дека своеволно им држал предавање на студентите, на паузите меѓу часовите. Доаѓал на факултетите со газ маска, демонстрирал со глад затоа што клозетите се нечисти. На трудните жени им велел да одбијат да родат во ваков свет. Одал бос по улици, зиме. Пишувал по згради, пароли. Секој едно е дупло дно. Браво, Бога ми! Помалку талентирани луѓе не би можеле да надробат ваква попара ни за 3 животи. се што направив, сакав да направам и направив по собствена волја. Ајде, другар, застани. Кажувај ја азбуката. Мо, азбуката, кажувај ја. Ама зошто? Прво, да не пукам, а второ, писател си. Ајде. А, Б, В, Г, Т, Дж, Е, Ж, З, И, Ј... Грешка. Од почеток. А, Б, В, Г, Д, Дж, И, Ј... Грешка. Од почеток. Каде грешаме? Не знаеш каде грешиш. А и зошто морам да ја знам азбуката ако сум писател? Така. Во твојот случај, на вистина и не можеш. Ајде, дојди. Седни си. Твоите пријатели. Уште јас останав. Како мене ќе ме просветиш? Ти си добар уметник? Не знам. Тоа се чувствува во утробата. Добар. Се разбира дека си. Ако си лош, не си ништо. Ако си вистинска балерина, играш брза, без раци и без носи, без рефлектори и без музика. Нема не сака, нема не може. За не можам, болница. За не сакам, затвор. Ај сега, разви се во пеперутка, драга моја ларва. И внимавај да не скршиш нешто играјќи. Кога ќе ми ја задушат републикава во крв, нема толку да ме товари идејната страна, отколку материјалната штета. Секој дно е дупло дно. Дупло дно е подрум во главата. Таму ги криеме сите наши дупли планови. Со која жена да се ожениме ако нашата загине во сообраќајна несреќа? Како ще едната книжка на брат ми да ја префрлиме на наше име ако тој ненадено умре? Таму се сите наши скришни прељуби, се што сме премолчале, што намерно сме заборавиле. Таму е јасно колку мразиме. Таму се складилиштата на суета и страст. Нашиот мрак и пораз. Таму сме без шминка, без вештачки вилици, без бидри. Таму сме грди,
Па тоа ѓубре и отпад во нашата глава. Во длабок сон лежат оковани нашата невиност и вистина, нашата човечко достоинство. Такви дна имаат и државите, и цивилизациите, и никој не ги чисти. Растат. Портите на дуплото дно се кршат со глава. Со психоза артистика, или психоза шизоафектива, или психоза револуционарија. Главата се крши и крвари како шампањско при поринување на брод. Историјата на светот е историја на дупнати дна. Еден ден дното и дуплото дно конечно ќе се спојат и тогаш ќе нема повеќе душевно болни уметници и терористи. Гледай се, Богдан. Гледай се. 1, 2, 3. Стани. Гледай се, Богдан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стани. Гледай се, Богдан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3... Ајде, Кристинче. Свободно. 1, 2, 5, 10, 20, 100. Она, страшно, што го гледаме во огледалото, додека се гледаме во себе си, е дуплото дно. Само Кристина ќе се спои со него. Само таа не му врти грб. Не се плаши. А сега, дами и господа, младата и надежна балерина Кристина со мала помош ќе ги изведе рецитал. Под наслов: кој сум, што направив и што треба да направам за однапред. Ајде, Коконо. Најди си го вистинското место. Барај. Не смеш да останеш тука. Тука си центар. Не си ништо. Платена позиција. Ова е анархија. Овде си лево. Тоа никако. Таму, ултралевичар. Да не речам терорист. Пазите. Тука си десно. Никако тоа. Таму, ултрадесничар. Ти си националист. Либерал, а? Лидер. Влечеш назад мрачна А реакција. каде да бидам? На вистинското место. А каде е вистинското место? Е, не ти кажам. Ке живеам уште 1000 години. Зошто да ја оддадам тајната пред мене? Барај сам. И ако случајно го најдеш, ке те излажам дека не е тоа. Дека не си го нашла. Ај сега барај. Со личен пример, борбеност, барај. Честност. Дволичност. Етатизам. Иридентизам. Афирмација. Негација. Истреност. Пасивност. Хегемонизам. Нихилизам. Јаков, ти и јас. Сега ти текна. Цел живот родителите те држеа врзана
Мислеше така треба. Мислеше добро ти е. Ова е твоја представа за револуцијата? Пеколен коктел од анархија, младешко лудило и уметност. Апокалиптична визија со циклични времења. Атомски скривници во иднина, а лутници во мината. Ова е помодерн флер. Диверзија во суптилен облик. Вака може секој. Вака знаат сите. Говорите како митолошки бог. Сте го зели неговото обличе, сте ја ставили неговата маска, сте станали неприкосновен, нетопирлив, миропомазан фараон. А вие сте само џавол кој му скокнал на Бога на грб и го вози како двоколка. Па ке ве иступам од Бога. Ке ве истужам како загорено тесто од тенџере и дното ке го светнам со жица. Ме учите дека минатото не постои, а дека иднината е светла. Морам сам на светското буниште да душкам кој сум. Сите црти се лажни. Само верата е вистинска. Вие сте фино возбуден и лесно возбудлив поет. Со подуени очи од книжевни пијанства. И од совршено жабја перспектива ни давате до знаење какви планови имате со светот. Луѓето отидува во Вселената, а јас овде, пред вас со главата во торба, докажувам дека земјата се врти околу сонцето. Е па ќе го земам тој ваш свет, ќе ги испразнам водите и на них ќе ги ставам планините. Еверест во Пацифик, ќе го стуткам заедно со сета флора, фауна, народи и народности и ќе го отврнам меѓу два прста како наши. Е пурсимуваве. И се? Каде ќе бегаш сега? Во какво дупло дно ќе се скриеш сега? Ова е конечно. Ништо не е како во твојата драма. Се е како во мојата стварност. Ма не е возможно. Дојде редот и на тоа. Не е возможно. Сегашно и времето минато го сочинуваат времето театарско. Што ми е времето театарско мене и што сум му јас нему. Дупло дно. Театарска пасија во 3 става. Ништо не е како во мојата книга, не знам што е мојата стварност. Кога на гледате совести и често дека ќе работам на ослободувањето на духот со сите своји сили и средства и дека никогаш нема да ги предадам тајните на револуционерното дело. Со овој револвер секој едно е дупло. Секој едно е дупло дно. Секој едно е дупло дно. Секој едно е дупло дно.